ХПВ е едно од најчестите сексуални преносливи заболувања, која за жал најранлива е популацијата на сексуално активни луѓе на возраст под 25 години. Идентификувани се околу 150 видови на хуман папилома вируси и приближно половината од нив го инфицираат гениталниот тракт, а инфекцијата се пренесува преку полов пат. Вирусот ХПВ се јавува и кај машката и кај женската популација, но најчесто прави проблеми кај жените, велат гинеколозите. ХПВ-то е зачесто, значи го има преку 100 типови, 150 типови може да има на хуман папилома вирус, со околу 50 видови што имаат афинитет спрема гениталниот тракт. Зачестен е, се јавува и кај машката и кај женската популација, со тоа што машките почесто се јавуваат како преносители, поретко се јавуваат манифестации заболување кај нив, а кај женските, значи женските се тие таргетот кај што се појавуваат промените и кај што прави проблем самиот вирус. Најчеста возрастна група изложена на ХПВ вирусот е младата популација, нарочно до 25 години. Тие се најмногу атакирани од ХПВ инфекцијата, со тоа што кај нив дури 60% од сите што се заразени со ХПВ се однесуваат на таа возрастна група некаде до 25 години. Што заради тоа што незаштитени сексуални односи, заради самата физиологија, заради недовршениот процес на формирање на трансформационата зона на цервикс. Од оние постоечки 150 ХПВ типови на вируси, 50 го напаѓаат гениталниот дел кај мажот и жената и поделени се на високоризични, кои водат до преканцерозни и малигни заболувања, и нискоризични, кои предизвикуваат СИН-1, ранички и предавици, односно кондиломи. Дијагнозата, значи основно нешто во дијагнозата е првин папа тестот, значи што е, да не речем задолжителен, ама колку го применуваат, тоа е веќе друго прашање. И следствено на тоа и ХПВ типизацијата после него. И ако се види некаква промена и биопсија, значи да објасниме накратко за што станува збор. Со папа тестот значи се утврдува дали има некои цитолошки промени на ниво на грлото на матката и со што се асоцирани тие промени, дали ги има првини, со што се асоцирани, дали се бактериски, дали се вирусни инфекции. Воглавно вирусните инфекции се асоцирани со ХПВ и кога ќе добиеме таков резултат, тоа понатаму подлежи на додатна инвестигација во смисла на правење на ХПВ типизација. ХПВ типизацијата истиот е начин скоро на земање на материјалот, меѓутоа начинот на обработка е друг, значи не е цитолошка анализа, тука е молекуларна обработка, PCR метода, за откривање на точно за кој тип на вирус станува збор. Ги детектираме во две групи, ги поделуваме на високоризични и нискоризични, во смисла да високоризичните се тие кои што може да придонесат до развој на преканцерози и карцином на грло на матката доведуваат, а нискоризичните се тие кои што ги формираат тие папиломи, брадавици, израстоци, како да ги наречеме на гениталниот тракт. Нискоризичните доведуваат, прават промени, истите се третираат, се лекуваат, дали во медицински услови, дали со премачкување се третираат, а високоризичните си терат дополнителен третман и повнимателно следење за тоа што може да доведе до развој на карцином на грло на матката. Честото менување на сексуални партнери, незаштитените односи, сето тоа доведува до поголема инциденца на сексуално преносливи болести кај помладата популација за разлика од повозрастните. Редовните контроли кај вашиот гинеколог се од големо значење, бидејќи секоја промена ќе биде навреме детектирана и соодветно третирана, вели гинекологот Милјана Мицева.